Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во вториот дел на нов ден. Пред да ја најавам денешната гостинка, би сакала да нагласам дека нејзиното име досега сте имале можност да го слушнете на голем број хуманитарни акции, а од сега понатаму и на кориците на една книга. Парче хартија и пенкало на кое можеме најискрено да се искажеме, да ни олесни на самите себе, а и на некој начин да оставиме белек и печат на времето. Чест и задоволство ми е да ви ја представам денес гостинка кај нас во студиото, господја Оливира Трајковска, организатор, координатор и модератор на културни настани, а од сега понатаму и поет. Оле, добро утро. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Секогаш е задоволство да се биде кај вас овде во студио и да се надеваме дека денеска ќе ме погледнат луѓето малку поинаку од мојата професија, значи од друга страна, друг аспект, како поетите. Така. Сега вака. Да се биде искрен, велате дека е најголем успех на секој човек. Колку вие сте искрена во вашите дела? Целосно. Значи, рецензентката која што беше меѓу првите и која што го прегледуваше мојот ракопис, има напишано и во самата рецензија. Се плашам како читателите ќе го восприемат това, затоа што мојата стихозбирка малте не е еден вид лична исповед. Значи, сите песни, буквално сите песни од самата стихозбирка се автобиографски со исклучок на неколку песни кои што имаат одредена порака. Велат исто така дека секоја мисла која што е преточена на еден лист хартија е во некоја тежина. Колку кај вас има тежина? Апсолутно. Значи, создавањето на мојата стихозбирка беше релативно кратко. Можам да кажам дека јас ја напишав за некаде 20 на дена, но тоа беше целосна инспирација која што ме будеше ноќе, значи се случуваше во 3 часот наутро да се разбитам со некоја мисла во глава и дека морам да ја запишам и после наутро кога станував ги дешифрирав своите чкртаници буквално, зашто знаеме како ноќе се пишува. Или рано наутро кога ќе се разбуде во 6:30 и ми доаѓаше инспирација, мисла и сето тоа беше така толку голем набој, толку голем наплив, што всушност беше посилно од мене. Од секогаш сакав да пишувам, значи од мали нозе, и се сеќавам на еден разговор со мојот татко, кога требаше да се запишам на студии. Реков сакам да студирам книжевност и неговите зборови му беа во смисол што ќе бидеш писател. И сега кога ја правев промоцијата, најдуховито беше што му реков, јас не запишав книжевност, ама еве станав писател. Мислам, не можам да се стврстам во онаа класа на писатели, македонски писатели кои што активно твореле, но сакам да кажам, оставив некоја писмена трага зад себе, која што ќе сведочи за мене. Затоа што знаеме дека животот е минлив, никој од нас не знае до кога сме, ограничени сме со времето, но утре кога моите деца ќе живеат, јас нема да бидам веќе тука, и да бидам дел од нивниот живот, еве ова дело ќе сведочи за мене дека сум постојала, ќе имат една длабока трага од мене, што постојано ќе ги присетува и едноставно ќе ги носи во времето кога сум била присутна во нивниот живот. Така. Ова е ваша прва книга, ви посакувам уште многу дела, па да слушнеме нешто да ни откриете за тематиката и содржината во неа. Вака, значи стихозбирката реков, тоа е еден вид своевидна исповед, со тоа што голем дел од песните кои што се напишани во оваа стихозбирка се дел од моите најболни моменти од животот, моите најсреќни моменти од животот, моите моменти на откривањето на
сеопфатната љубов, откривањето на љубовта кон Бога. Неколку песни има кои што се посветени на нашето секојдневие. Да кажеме, имам конкретно песна која што се нарекува Добрини. Таа песна ја напишав иницирана од сето она што денеска ни се случува. Оној плагијат на Добрини. Значи, сите се промовираат кога прават добрини. Добрината е всушност добрина кога е тајна. Тоа е нели една христијанска добредетел која што тајно треба да се прави. А сите ние некако на тапет тоа го правиме. Ќе отидеме, ќе помогнеме на некое сиромашно семејство, ќе донираме средства конкретно. Значи, мотивот ми беше кога се случија поплавите. Дури луѓе се дрзна уплатниците на кои што уплатиле одредени средства да ги стават, да ги закачат на Facebook. И мислам, гледајќи го сето тоа, некако се фрапирав и почувствував потреба да напишам. Значи, луѓе, правите добрини, но немојте себе си да се славите. Тоа ми е и слоганот во самата песна. Значи, имав намера да пренесам некоја порака. Зошто ни се добрините ако толку многу ние пред другите се расфрламе со својата добрина? Дали нас ние да си дадеме важност на себе? Дали ние да добиеме некое високо место во општеството, луѓето да велат, ете, тој е хуман. Мислам, добрината ја носиш во себе. Или ја имаш, или ја немаш. Се што е некако изнасилено вештачки се приметува. Тоа не може да се сокрие. Мислам, денеска имаме многу голем дел на луѓето кои што некако од мода започнаа да бидат хумани. Друг е поривот кој што те тера да бидеш хуман. Ти кога си хуман. Постојано. И тоа е дел од тебе и не можеш, мислам, можеби ќе минеш низ улицата, ќе сретнеш некој питач и ќе му скршиш, бидејќи во паричникот немаш пари, ќе му скршиш половина кифла и ќе ја поделиш со него. Тоа е емпатијата, тоа е хуманоста. А не да ја земеме кесата, да ја наполниме, да направиме една фотографија и да се закачиме на Фејсбукот и да напишеме, луѓе, правите дела, многу е убаво да си хуман. Мислам, тоа ми е мене пародија. Тоа ми е изнаградување на самата хуманост. И затоа, напишав една таква песна, или исто имам една песна што ја напишав за господата Господин во костум. Тоа ми се се конкретно песни кои што носат одредена порака, малку да се развие самосвесноста, зашто свесноста кај луѓето, малтене, сакам да кажам, дојдовме до степен на една умствена заостанатост. Јас тоа така го нарекувам, затоа што се придржуваме до модерните текови. Сите сакаме да бидеме ин, сите сакаме да бидеме нешто видени, да живееме модерно, а всушност за сметка на сето тоа ги изгубивме оние најубави вредности. Правите вредности. Ја изгубивме љубовта, ја изгубивме искреноста, ги изгубивме пријателствата, ги изгубивме насмевките. Имам една песна што се вика Насмевки, значи и таму велам, најмногу ги сакам оние природни насмевки кога умниците се гледаат, кога насмевката се разлекува од уво до уво, затоа што таа насмевка не може да биде вештачка. Вие имате секојдневно луѓе кои што ќе ви пристапат, ќе ви се обратат со најубави, најпофални зборови и ќе ви се насмеат. Така ќе ви се насмеат. Мислам, тие се толку привидни насмевки, толку вештачки, а кога некој се смее од душа, што ретко среќавам такви луѓе, и во самата песна пишувам, колку сакам кога ќе видам таква насмевка, затоа што тоа ви е заразно, ви се пренесува како вирус кога некој ве сретнува и кога во него има толкава акумулација на позитивна енергија, кога ќе ви се насмее, вие не можете да останете рамнодушни. Тоа е, а поголемиот дел од песните исто така се автобиографски, значи по мои лични искуства, каде што зборувам за своите лични доживувања, така да би кажала дека во мојата стихозбирка сум целосно искрена, што би се кажало, она кога сите ние имаме проблем да се соголиме пред другите луѓе, затоа што се плашиме од нивната реакција. Како луѓето мене ќе ме перципираат сега. Ако јас кажам нешто што е моje лично доживување, ако кажам нешто што е поврзано со мојот личен живот, како луѓето ќе ме доживеат? Дали ќе ја сменат сликата за мене? Дали јас со тоа ќе ја тргнам маската која што ја носам на себе? Но меѓутоа поентата е во тоа да се соголиме пред другите луѓе без тронка срам, во смисол соголување на душата.
Значи да ја откриеме душата пред луѓето, затоа што многу малку од нас го прават тоа, имаат храброст, затоа што честопати се плашат од осуда. И факт е дека во нашево општество владеат такви стереотипи што кога некој ќе разоткрие својата душа, тогаш се случуваат тие осуди. Конкретен пример ми е, значи, Игор Джамбазов. Колку време нему му требало за да си ја соголи душата и сето тоа да го преточи на лист хартија, да ги пренесе своите лични доживувања. Ама на почетокот што беше? Тој е коцкар, тој е ова, тој е она, значи тоа беа муабетите кои што кружеа, предразсудите кои што луѓето не сваќајќи дека сите ние имаме, значи, некои делови од животот каде што можеби не сме се коцкале, ама сме се коцкале на друг начин со животот. Секако. Секако. Рековте дека Игор Джамбазов му било потребно време за да си ја соголи душата и да ја напише неговата книга Гол човек. Јас честопати знам да кажам дека животот е драма во три чина. Во првиот чин, тука некаде е она младешка возбуда, образованието. Вториот чин се усмеруваме на кај семејството, на кај оние обврски да обезбедиме лично екзистенцијално прашање. И третиот чин е оној чин во кој актерите се повлекуваат зад завесите и потиштено чекаат и гледаат што се случува. Оле, сега вака, доколку вие би имале можност да напишете роман за својот живот, како би го насловиле и зошто? Вака, значи за роман се уште не се дрзнувам. Јас се држам до тоа дека денеска живееме во време кога секој може да биде писател. Порано, кога јас читав, кога бев средношколка, па и додека студирав, значи ги читав делата на познатите македонски писатели, на класиците, значи Достоевски, и во сето тоа наоѓав огромна убавина. И ден денеска наоѓам, значи ги препрочитувам по втор пат, по трет пат, по четврти пат, затоа што ќе напоменам дека во денешно време имаме многу книги. На претек книги, но меѓутоа оној квалитет како што ќе го најдеме кај Достоевски. Кога целосно се задлабочувате, кога толку добро нештата ви се опишани и кога ќе ја прочитате книгата, емоцијата ве држи 2 до 3 недели и ве поттикнува на размислување, ете тоа е вредноста на едно дело. Денеска се случува да земам да прочитам, значи сакам да прочитам, еве и од овие кои што се модерни македонски писатели по некое дело, ќе земам, ќе прочитам, буквално не чувствувам никаква емоција. Сето тоа ми е некако комерцијално направено. Затоа што во последно време луѓето почнаа да творат и од комерцијални побуди. Си имаат одреден таргет, одредена публика и сега ја насочуваат кон таа публика својата тематика, го создаваат делото им се продава, не знам, таму по 3-4 тиражи од по 200-300 примероци. Јас кога ја пишував мојата книга, реков вака: јас не се надевам на финансиски бенефит од мојата книга. Мене најголемиот значи бенефит, тоест придобивка ќе ми биде луѓето да ме читаат, луѓето да ја доживеат книгата и најсреќна сум во оние моменти, значи кога ќе се сретнам со некои луѓе. Еве се сретнав со една пријателка пред 2-3 недели во Скопје и во разговорот додека го водевме, еве очите ми солзат, значи таа цитираше делови од моја песна. Јас тука сватив дека таа ме доживеала мене, ја доживеала мојата книга. Од тоа нешто побаво нема. Затоа што кога луѓето ја читаат вашата книга, кога ја доживуваат, тие ќе ја препрочитуваат и ќе ја препрочитуваат. За еден писател поголемо значење, поголема придобивка нема луѓето да ве цитираат. Значи, јас сум далеку од писателите, пак ќе кажам, морам да бидам самосвесна, затоа што сум напишала книга, не си давам некое значење, дека јас сум писател. Се нарекува писател, поет, мислам, тоа е еден вид класификација, но меѓутоа имам уште многу да учам, така да напишам роман не се дрзнувам. Напишав драма, која што се надевам за кратко време ќе биде издадена и ќе биде драматизирана. Драмата е насловена како "Оживеј го детето". Значи, кога би пишувала роман, би се држала до таков еден наслов, што значи се додека сме живи треба да го чуваме детето во нас. И кога ќе имаме 70 години и 80, дај Боже, затоа што во моментот кога детето во нас умира, умираме и ние.
Значи, она детска искрена љубов, она детска разиграна палавост. Ако успееме тие моменти да ги задржиме душевно во себе, се извинувам, значи, тогаш ќе бидеме постојано живи. И целта и на самата таа драма ми е кај луѓето да поттикнам да не стајраат предвремено. Значи, тие полнат 20 години, 30 години и веќе сметаат дека треба да се однесуваат на некој друг начин. Не, зошто? Јас со моите години знам некогаш да одам со керкичката и да скокам по улица. И воопшто не ми е важно како ќе ме гледаат другите. Обично сите се плашиме од реакцијата на другите, а во себе го пригушуваме она што ни представува душевно задоволство. Така да тоа би бил романот. Сум имала можност да слушам луѓе кои што велат јас никогаш нема да остарам затоа што имам се уште детски дух во себе. Апсолутно. Па така велите и вие. Дали се случило некогаш во некоја ваша творба да пишувате за себе и за блиските, а при тоа да е покриено со псевдоними? Не, значи не пишувам со псевдоними и кога сум пишувала и кога сум одела на надпревари, значи во училиште или било каде, секогаш сум сакала да стои моето име, затоа што јас држам до тоа. Се што ќе напишеш, нека сведочи за тебе. Затоа што псевдонимот до некаде ми е прикривање. Зошто да се крием? Мислам, јас стојам за секој изговорен збор, дали тоа ќе е нешто што некого можеби во моментот ќе му изгледа многу критично или дрско или вулгарно, не знам како и да каже некој, јас секогаш ќе стојам за тој збор, затоа што зборот кој што излегува од нашата уста, кој што се преточува на хартија, треба да биде одмерен. Се случува да читаме луѓе кои што пишуваат секакви работи и да се подпишуваат под псевдоним. Зошто? Имаме проблем со личноста, немаме потреба од псевдоними. Мислам, ако сме искрени, ќе немаме потреба од псевдоними. Секогаш ќе си стоиме за своето вистинско име, затоа што луѓето по тоа ќе не препознаваат, така си даваме белек на себе. Така. Која е пораката која што сакате да ја пренесете преку оваа книга до читателите? Пораката што сакам да ја пренесам е дека сите ние имаме потреба од љубов. Дека љубовта е лек за се. Во една и од моите песни напишав. Значи, ги третирам и оние проблеми на денешницата. Значи, се повеќе и повеќе имаме луѓе кои што се болни од една неизлечива болест. Можам да кажам дека медикаментите, хемотерапиите, не знам какви се небилни лекови можат да помогнат во третирањето на одредена болест. Но меѓутоа, како што љубовта може, ништо друго не може. Затоа што можеме да користиме, јас ќе кажам, сите терапии се глупост ако немате љубов. Ако во душата не чувствувате љубов, ако немате љубов од тие кои што се околу вас, да сте обкружени со љубов, тогаш сето тоа паѓа во вода. Можете да ги имате најмодерните медикаменти, да ги користите и да немаат ефект. И сведоци сме на тоа. Имаме честопати случаи на луѓе кои што не користеле буквално скоро ништо, а успеале да се излечат од неизлечивата болест. А имаме наспроти нив луѓе кои што имале многу големи материјални богатства, а за жал заминале од овој свет. Веројатно е во силната волја и во љубовта за живот. Едноставно. Овие убави зборови би можеле да ги надополниме со музика. Режија, одиме со музика. Четири букви од името твое, четири страни додека спиеш, убаво ми е, гледам и сваќам, ти си најубав цвет. Твоите очи виножито кријат, под него дам со среќен лик.
зборови барам, зборови нема, никако в тебе не те опева стих. Сонце од твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Сонце од твоите руси коси, ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Дајте ми рачиња горе, ајде! Господ ме сакал, за мене те чува. Секоја вечер се молам за нас. Додека спиеш, убаво ми е. Гледам и сваќам колку ти припаѓам јас. Ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Сонце од твоите ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Звезди се кријат во твоите очи. Злато мое, одамна чекам да пристигнеш ти. Еве сме повторно за да продолжиме со овој прекрасен разговор кој што го водиме јас и господја Трајковска. Зборуваме на темата, односно за незината нова книга Од душата. Колку песни има во оваа книга? 25 песни има. Не спомнавме дека стихозбирката нели е двојазична, на македонски и на руски. Значи, Зошто на руски? Тука ја исполнив и мојата детска љубов кон рускиот јазик, затоа што од дете учев руски јазик, мислам од основно, па потоа во средно училиште и на факултет, и љубовта ми ја всади еден мој професор покоен сега,
тој толку знаеше да не доближи до јазикот, да го засакаме јазикот, што буквално имаш чувство дека ти е мајчин јазик. И ќе напоменам дека учењето на странски јазици многу зависи од професорот. Јас така ја створив љубовта кон рускиот јазик и еве и ден денеска ја негувам. Еве, ти ми давате една чест и едно задоволство, јас да бидам таа која што ќе прочита една ваша творба. Се одлучив за ова, за која што ми рековте дека е баш ваша лична борба. Ми рекоа, болест е, тешко ќе оди. Крајот каков ќе биде, не се знае. А јас завет на себе дадов, ќе молчам, ќе сокријам. Од маш ми, мајка ми, татко ми, син ми, ќерка ми, сестрите, пријателите, сите кои загуба не можат да издржат. Но завет дадов и дека ќе се борам за нивните насмевки, за нивните прегратки, за нивните бакнежи. Не заминав, се борев. Ја голтав болката во себе, ноќе додека спиеја, тајно молчев и се молев. Издржував без крик, додека болката шеташе со насмевка гледав. Додека солзите навираа, капаците ги полнеа и чекаа да заврнат. И секоја ненадејна солза со лага ја оправдував. Во душата врнеше, ама јас се борев. Истрајав, победив. Ги гледам нивните насмевки и со нив се смејам. Се топам во нивните прегратки и ги гушкам. Ги добивам нивните бакнежи и им давам наискрени. Ти благодарам, Господи, зашто не ме остави. Браво. Секоја чест. Која е вашата најголема поддршка? Секако, мојата најголема поддршка е мојот сопруг, моите родители, моите сестри. Тука си и моите деца, иако се мали и се уште не знаат да ја искажат поддршката, но меѓутоа поголема поддршка од тоа да ви дадат една искрена прегратка и да ве бакнат, или мислам дека во моментот кога ќе ви пристапат и ќе ви кажат те сакам мамо од тука до небо, обично тоа е слоганот кој што децата го кажуваат, тоа е нешто најмоќно на свет. Тоа е поддршката која што не се искажува со зборови, но се искажува преку дела. Така да, иако се мали, и од нив имам огромна поддршка и тоа е она што не прави среќни. Секогаш имам покрај себе и драги пријатели кои што сестрано ми помагаат, кои што знаат да ми упатат и критика, но знам дека таа критика е наменска, добронамерна, за да ме насочат кон одредени работи, така да благодарна сум им на сите нив. Дали пишувањето поезија во иднина можеби ќе биде ваша професија или ќе остане само хоби? Значи, професија како професија, не можам никогаш пишувањето да го сврстам во професија, јас повеќе тоа би го нарекла обсесија. Затоа што инспирацијата е нешто моќно што не можете да го запрете и ќе се раководам од тоа. Се надевам дека до крајот на мојот живот ќе излезат можеби уште 2-3, дај Боже, стихозбирки. Се зависи од инспирацијата, од мотивите кои што ќе ги имам во тие моменти, но се надевам дека до крајот на мојот живот нема да престанам да творам, ќе продолжам со тоа. И за крај на денешното издание на нашата емисија, би сакала да ви отстапам простор за да вие самата ја најавите вашата промоција. Така, значи во четврток на 23 март во Домот на културата во 20 часот ќе биде промоцијата на мојата стихозбирка од душата, но меѓутоа тоа нема да биде класична промоција како што ние сме навикнале. Значи ова повеќе ќе биде еден вид перформанс, така кажано, затоа што некогаш луѓето ми замеруваат, јас сакам да се движам надвор од границите, значи мене границите некако ме ставаат во кафес, а јас ја сакам слободата, па така оние класични промоции кога ќе отидеме, кога седнуваат промотерите и самиот автор, нивното представување искрено мене ми е некако многу досадно.
затоа што луѓето се од другата страна, многу мал флуид има меѓу публиката и меѓу оние кои што седат на бината. Така да јас се одлучив целата промоција ќе биде како еден вид драмски перформанс со тоа што и рецензентот, и водителот, и девојката која што ќе биде дел од тој драмски перформанс, сите тие ќе бидат во улога на некои главни личности од душата. Тука секако морам да ги споменам дека ќе имам и музички дел за кој ќе се погрижат мојот драг пријател Александар Богдановски и мојот сопруг Драган Трајковски. Така да се надевам дека во четврток имаме едно убаво уживување, уживање, дружење на кој што на луѓето ќе успееме да им се представиме, значи да им ја доловиме содржината на од душата, да успеат да доживеат барем еден дел од душата. Така. Еве, јас ви посакувам многу успех во блиската иднина и да бидете и самата задоволна од промоцијата на оваа книга. Верувам дека ќе биде така со позитивниот дух и мислата која што ја носите во вас и ви се заблагодарувам за тоа што и денес бевте дел од едно издание на Нов ден. Ви благодарам, ми беше задоволство. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што одвоивте време и внимание за да не проследите. Следете не и утре со почеток во 8 часот. До тогаш имајте убав ден.